Добро вечер во 360 степени. Еве ги темите за кои го бараме вашето внимание. Кого Мицкоски ќе предложи за државен јавен обвинител ако остане незадоволен од актуелниот? Се разбира човек со кој што ќе можеме да соработуваме. Некој кој ќе ми каже, партиски или не знам пријатели или друго. Па нормално со тие луѓе ти можеш да соработуваш. Но по устав и закон обвинителот не смее да биде соработник на премиерот. Зошто Струмица 2 недели нема пивка вода? Централната ја обвинува локалната власт, а таа се брани. Сировата вода која ја добиваме од Брана Турија е со значително влошени параметри. Манган има и во водата во Гостивар, го најде приватна фирма ангажирана од општината, но Un kërkova nga drejtori ndërmarrjes komunale që të ndërmerr masa dhe bashkëpunimi me atë kompani private është prish. приватната лабораторија возвраќа. Ако на градоначалникот и на директорот на комуналната на општина Гостивар не им е од значење животот и здравието на населението од Гостивар, на мене ми е стварно значајно. Маратонците ја газеа корупцијата пред Министерството за правда. Да бидат истрајни, да издржат и да не запираат како истрагите за корупцијата. Ова беше генералната најава за емисијата. Почнуваме сторија по сторија. Премиерот Христијан Мицкоски деновиве изјави дека ако владата реши да оди на избор на нов јавен обвинител, нормално е тој да биде човек со кој ќе може да се соработува, човек од доверба, вели премиерот. Иако контроверзна, изјавата помина незабележано во јавноста, исто како и она што премиерот го кажа во следниот негов јавен настап, дека ако нема резултат од сегашното раководство во правосудството, цитирам, ќе предложиме наши луѓе. Затворен цитат. Непроблематичното во овие изјави на премиерот е што јавните обвинители според уставот и законите не смеат да бидат партиски луѓе, уште помалку наши. Александар Димитриевски. Изборите се одржаа на почетокот на мај. Новата влада беше избрана на крајот на јуни. А деновиве се навршија 100 дена од работата на новиот премиер и неговиот кабинет. Состојбите се далеку од идеални. За наследените состојби, премиерот говореше на едночасовната пресконференција во владата, а и потоа, во јавните настапи на неколку медиуми. Една од работите што ги наследи е државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Најлесно не е Коцевски да го смениме утре за утре. Во сите настапи премиерот јасно стави до знаење што мисли за начинот на кој функционира обвинителството. Како илустрација, ја користеше кривичната пријава на полицијата против бизнисмен, според премиерот, близок до претходната власт. За него, обвинителството побара мерки за предпазливост додека трае предистражната постапка, но не и притвор, што според оценката на Мицкоски е несоодветна мерка. Криминалот е 70-80-90 милиона денара. Евидентиран, судот го пушта и тоа беше генерална проба, сакавме да видиме како ќе се реагира и го става на мерки на предпазливост да се јавува еднаш во неделата во суд. Ние имаме еден озбилно зарубен систем помеѓу обвинителите и судиите. Сакаш да кажеш дека направивте тест? Да. И свативме дека било кој посериозен да отиде нема ни тоа да го добие. Со овие обвинители и судии поединци, кои што денеска се таму. Но и покрај тоа, додаде премиерот во гостувањето на подкастот Лазаров. Владата се уште не сака да иницира разрешување на јавниот обвинител. Остава шанса да се покаже. Нашата задача и нашата цел е да овој обвинител, изгласан од мнозинството на СДСМ и ДУИ, обвинува по закон. Да. Му даваме шанса да видиме како ќе се однесу. Нормално тоа не е бесконечна шанса и тоа има рок. Ако се погледне законот за јавното обвинителство, ваквиот став на премиерот повторен на други јавни настапи е проблематичен. Александра Трајановска од Хелсиншкиот комитет објаснува дека согласно член 88, Собранието може да го разреши јавниот обвинител на Република Северна Македонија пред истекот на неговиот мандат по предлог на владата, но под одредени услови. Владата треба да има добиено мислење од Советот на јавни обвинители
и тоа разрешување може да биде, како што кажав, во две форми, тоа ако е член на политичка партија или ако стори потешка дисциплинска повреда во своето работење. Тоа се единствените два начини на кои еден јавен обвинител може да биде разрешен. А што се подразбира под потешка дисциплинска повреда? Во членот 91 од алинеја 1 до 6 се набројани следниве дејствија. Потешка повреда на јавниот ред и мир. Ако обвинителот одбие да поднесе изјава за имотна состојба и интереси, прекршување на правилата за изземање, ако е правосилно осуден на казна затвор до 6 месеци поради дејствија при вршење на службата, ако неовластено издава класифицирани информации и ако намерно или неоправдано направи крупна професионална грешка. Побаравме став и од јавниот обвинител на Република Северна Македонија, како го коментира и како влијае врз неговата работа ставот на премиерот дека е ставен на тест и дека има рок да се покаже, а во спротивно ќе биде разрешен. Ова е интегралниот одговор што го добивме од јавното обвинителство. Јавниот обвинител не коментира политички изјави. Обвинителството постапува исклучиво според законските одредби и заложбата за законито, ефикасно и транспарентно работење е нешто што јавниот обвинител на Република Северна Македонија го истакнал повеќе пати. Како до сега, така и во иднина, јавноста ќе се увери дека делувањето и постапувањето на јавниот обвинител на Република Северна Македонија е во насока на исполнување на функцијата на јавното обвинителство и во насока на заштита на јавниот интерес и правата и слободите на граѓаните. Но, уште подискутабилни од ставовите на премиерот за разрешувањето на актуелниот обвинител се оние за избор на нов. Во подкастот Лазаров, тој беше прашан што ако обвинителот не се покаже и каков кадар ќе дојде на тоа место. Мицкоски го израмни изборот на обвинител со избор на функционер во првиот ешалон на извршната власт. По кој принцип ќе ги носите кадрите? Ќе одлучува тебе? Ако не се покаже тој човек, ќе треба друг обвинител, нели? Па нормално дека треба да се гледа да биде, ако одиме кај обвинител, треба да биде искусен правник со децениско искуство, човек кој што е од фелата и така натаму. Се разбира човек со кој што ќе можеме да соработуваме. Нема сигурно да биде човек со кој што нема да соработуваме. Некој кој ќе ми каже, партиски или не знам пријатели или друга. Па нормално со тие луѓе ти можеш да соработуваш. Со тие луѓе си соработувал. Со тие луѓе си создал доверба. Да, тука доаѓа моментот дали тој човек што е таму ќе го трне моментот на партија и ќе соработува. Еве, сме направиле обид професионалец да донесеме за град Скопје, гледате како заврши сето тоа. Гледате како заврши. Нормално е дека со луѓето со кои што имаш доверба, со кои што функционираш на дневна основа, со кои што се консултира, со кои што разговараш, нормално е дека со нив ќе соработуваш. И тука нема ништо различно. Со кого функционираме, со кого ни арбитрираме. Логично е дека јас како претседател на ВМРО ДПМН денот мој работен ми поминува во друштво на моите соработници од ВМРО ДПМН. И логично е тие да се мојот прв избор, бидејќи со нив сум стекнал доверба. Да сум соработувал со... Да, така, нели повторно се партизира? Нема, логично е тоа. И тоа е и во Америка така, и во Шведска е така. Проблемот е во администрацијата да не дојде до партизирање. Во ние надолни ешелон. Инаку, логично е дека оној прв ешелон, оној клучен, би рекол, клучно обкружување ќе бидат твоите најблиски соработници со кои што функционираш во рамките на партијата или коалицијата. И тука не гледам нешто што не е нелогично. Тоа е малку контрадикторно затоа што самиот закон навлага во тоа дека еден јавен обвинител не може да биде член на политичка партија, така да тие две функции не се неспоеви, така да сепак треба да биде некој што е професионалец во својата област, кој веќе долгогодишно искуство има во кривичната правда и кој навистина е човек со интегритет, кој има високи морални и етички стандарди за да може да извршува функцијата која што нели ќе му е доверена од собранието како орган кој ќе представува граѓаните на оваа држава. Не само што јавниот обвинител не треба да биде човек од доверба на премиерот или на политичка партија, туку и неговиот избор не зависи само од владата. Процесот е следен. Владата испраќа барање, а собранието распишува оглас за избор на нов јавен обвинител. Кандидатите кои ќе се пријават одат на проверка пред Советот на јавни обвинители, кој дава образложено писмено позитивно или негативно мислење за сите пријавени кандидати што ги исполнуваат условите согласно закон. Потоа, владата бира кандидат, но само од оние кои Советот ги оценил позитивно.
тој кандидат, заедно со мислењето, се испраќа до и се гласа од собранието. Со други зборови, владата може да бира само од кандидатите за кои зелено светло ќе даде Советот на јавни обвинители. А Советот на јавни обвинители може да не даде зелено светло за ниту еден кандидат, па огласот да се повтори. Но може и да не даде мислење, па во таков случај да ја остави на владата да бира кого сака од пријавените кандидати. Од Советот на јавни обвинители не добивме коментар за ставовите на премиерот, бидејќи станувало збор за политички изјави. Но, тој веќе во следниот јавен настап во понеделникот на МРТ не пропушти да ги спомене и нив. Така реално, бројките се такви, утре може да го смени. И него, и судски совет, и совет на јавни обвинители, и веднаш интерпелација да им направиме, нови да предложиме. Можеме веднаш да го направиме. Еве, ние даваме шанса. Велиме, еве, да не биде дека ние партизираме, но ако таа шанса нема да биде во недоглед. Таа шанса може да трае одредено време. Тоа време се ситни, се троши. И кога ќе видиме дека нема напредок, тогаш логично е да предложиме наши луѓе во кои што веруваме дека ќе го испорачат тоа кое што очекуваме ние и граѓаните да го испорачат. Тоа е битка против криминалот и корупцијата. Продолжуваме со емисијата. Првиот чекор за да се реши еден проблем е да се најде причината за него. Струмица нема пивка вода 2 недели, што е на ниво на елементарна непогода за тамошните жители, но нема ни јасна дијагноза за причината зошто во водата има недозволено високи количини манган. Локалната власт вели дека проблемот е во браната од која ја земаат водата, а ја управува централната власт. Централната власт пак ја обвинува локалната дека го запоставила системот за прочистување и дистрибуција на вода. Владко Чаловски со ново продолжение на оваа тема. Пред една недела објавивме сторија за тоа како живеат струмичани, кои во тој момент беа без пивка вода веќе 7 дена. Барајќи одговори по институциите, кој е виновен што во водата има висока концентрација на манган, градоначалникот беше дециден. Проблемот е во влезната вода во филтер станица, влезната вода техничка, која што ја земаме од единствениот извор за Струмица, тоа е брана Турија, која што ни доаѓа во форма на кал и со високо ниво на манган, кој е тежок метал, и има законско одредена толеранција колку може да постои манган во водата, кој што е исправен за да биде истата питка вода. За жал, таа техничка вода која ја набавуваме од АД водостопанство, не сме во можност да ја преработиме и да дојде до степен на питка вода. А водостопанство е под централната власт. Па случајно или не, иако кризата во Струмица траеше една недела, токму денот по емитувањето на нашата сторија на пресконференција се обрати владата. Поточно, министерот за земјоделство во придружба на директорите на водостопанство, на Институтот за јавно здравје и на Агенцијата за храна и ветеринарство. Она што деновиве се случува е резултат на долгогодишното лошо менаџирање од страна на општината Струмица. Акумулацијата и нивото на водата во акумулацијата не е причина за денеска да имаме изговор дека тоа е заради тоа што немало дождови сушне годината. Повторувам, законска обврска е на општината да обезбеди квалитетна и здрава вода за граѓаните. На крајот од денот, надлежните институции треба да покренат една истрага, затоа што првичните информации говорат дека и во минатото во системот за пиење во општина Струмица имало зголемено количество на манган и на присуство на одредени бактерии во овој систем. Се вративме во Струмица и оваа недела, во потрага по подетални одговори и од надлежните за Турија и од локалните власти. Уште пред вратата на фабриката за вода се уверивме во последиците од пресконференцијата на владата. Неколку лица, по иницијатива на СВР Струмица, побарале насоки од дежурен јавен обвинител какви проверки да извршат во објектот со кој управува струмичкото јавно предпријатие Комуналец. Политиката ние како јавно предпријатие ја држаме на страна. И додека во локалното комунално предпријатие не сакаа да ги коментираат дејствијата на обвинителството, од разговорот со директорот Лјачев, стана јасно дека постапуваат по препораките од централната власт. Поточно, во саботата, Агенцијата за храна и ветеринарство соопшти дека направиле надзор и
Со надзорот констатирано е дека филтерната станица, резервоарите и главната водоводна мрежа повеќе години не се механички чистени и хиперхлорирани, иако јавното комунално предпријатие има обврска тоа да го прави еднаш годишно. Утврдено е дека во моментов целиот систем е контаминиран, заради што е наредено да се спроведе мерката за механичко чистење и хиперхлорирање и повторно вршење на лабораториски анализи по спроведувањето на мерките. Процесите се одвиваат без никаков прекин, како одговорна институција постапуваме и по инструкциите дадени од Агенцијата за храна и ветеринарство, каде што ни е наложено по решение во наредните 20 на дена да постапиме кон механичко чистење на филтри, на хиперхлорирање на резервоари и слично. Иако ваквата постапка може да се толкува како признание дека локалната власт не го одржувала системот соодветно, Лјачев и натаму не се согласува дека проблемот со присуството на манганот во водата е во станицата со која раководи комуналец Струмица. Најголемата количина на манган која досега е регистрирана на нашата фабрика за вода од незиниот почеток на работа, значи некаде од 70-те години па се до денес, е количина на манган која што изнесува 0,250 милиграми на литар вода. За да изминатиот период имаме количини на манган кои достигнуваат 1,47 милиграми на литар вода, што значи дека суровината, односно сировата вода која ја добиваме од Брана Турија е со значително влошени параметри во однос на параметрите со кои најмногу се имаме соочени во досегашното работење. На Браната Турија не пречека Лазар Ѓоргиев, раководител на АД водостопанство за Струмичкиот слив. Ни објасни дека браната е изградена 1972 година и ги отфрли обвинувањата на градоначалникот Костадин Костадинов дека Турија не се одржувала. На тезата дека вината за манганот е во тој што дозволил толку ниско да падне нивото на водата, тој возвраќа. Денескното салдо, да ви кажеме, е 11 милиона и 700. Како информација, во 2021 година е било истото, само истото салдо, истата кота, во 2008 година истата кота, а во 1994 година е било 8 милиона кубни метра вода, па немало овој манган. Но, вели Ѓоргиев, целата работа не треба да се политизира. И за разлика од министерот, кој во друштво на директорот на водостопанство од Скопје целата одговорност ја префрли на локалната власт, овој регионален раководител во Равенката ја додава природата како фактор. На 22 и 24.9.2024 година има преголеми врнежи од дожд во поголема количина вода за единица производ време. И дошло е до нагло влевање на вода во акумулацијата, што една од причините што можело да дојде до заматување на самата вода. После 4 дена во ова поблиско околје има 3,3 земјотрес по Рихтерова скара. А воедно во разбаза на овој сушен период има едно место од овде, негде на 1 километар, се го викат Вуков дол, дошло до големо свлечиште. Значи тоа самата природа си го направила до тоа заматување. Значи човечкиот фактор е илузорно да се зборува некој да носи некоја вина. Овие метаморфни старика. Или, за разлика од црно-белите пораки од политичарите, вистината се чини некаде помеѓу. Уште еден фактор во таа дебата додава и професорот на Штипскиот универзитет и геолог Ѓорги Димов. Вели, во тој предел доминираат карпи кои содржат лепеза минерали, па и манган, кој се појавува во седиментните слоеви поради наглата промена на нивото на водата, намалување на кислородот во неа, како и намалување на pH вредноста. Како резултат на изветривувањето или на некои промени во pH на средината или промени во оксидацијско-редукцијскиот систем, доаѓа до изложување или издвојување на тој манган во одредена форма, најчесто во форма на ион манган Mn2+, и тој ион многу лесно се мобилизира и доаѓа до водните површини. Професорот Димов дополнува дека при намалување на нивото на водата во сушни периоди се случуваат процеси
во кои и онака намаленото присуство на кислород дополнително го трошат организми или алги, кои предизвикуваат задржување на хемиските материи или во случајов манганот. Хидрогеологијата исто така е многу битна. Значи, подземните води ние не ги гледаме. Така ли? На површината ние не ги гледаме, ние ги гледаме само површинските води. Меѓутоа, и tekako има флуктација на подземни води, под она што го викаме површина на теренот. Тие води исто така имат можност да ги излужат, да се збогатат, да го мобилизираат тој манган и да го донесат во некој седиментен систем или во некој воден систем. И кој е виновен? Според објаснувањата на нашите соговорници, голема е веројатноста во одреден момент да се зголемило присуството на манганот во езерото Турија поради комбинација на природен и човечки фактор. Што поради високата концентрација, што поради пропусти во одржувањето, локалната фабрика за вода не успеала доволно добро да го исчисти манганот. Деновиве заврна дожд што ќе ја поднаполни Турија, а струмички комуналец ги чисти станицата, резервоарите и главните цевки. Последните параметри веќе даваат надеж дека струмичани наскоро повторно ќе имаат чиста вода за пиење. За сега, сепак, останува вонредниот начин на снабдување со вода. Не само во Струмица, туку и во соседната општина Василево, каде од пред 3 дена водата е забранета за пиење. Заедничко за комшиите е што земаат техничка вода од исто место, браната Турија. А една од разликите е што во Василево градоначалникот е од ВМРО ДПМНЕ. А поради манган во количини над дозволените беше забрането да се пие водата и во Гостивар. Но и таму причините не се најасни. Општината вели не чини референтната лабораторија што ја плаќаат да го мери квалитетот на водата. Лабораторијата одговара дека имаат најсовремена опрема во државава. Повеќе од Хекура на Кифи. Во водата за пиење во Гостивар има бактерија Ешерија коли, објави локалната самоуправа, кога пред 2 недели ги повика жителите да не ја пијат водата од чешма. Таман се подобрија резултатите, стигна нова забрана, но поради друга причина, присуство на манган во водата за пиење. Во неизвестност дали да пијат вода од чешма и кога е исправна или не, гостиварци полека се навикнаа да купуваат вода од продавница. Се плашите да ја користите вода од чешма? Да, и за кување не. Да. Пошто рекој Ешерија коли таа е и опасна бактерија. Сега манган и за кување не била. Па ќе ми предава да му стај дур за конеци, тонченок бон, предпаје не може ќе ми паје, се го дел моја бона, јос, бон се дей. Само бизнис да се продават водата по продавниците. И тие онме дигнаат цената, тоа што беше 25 динара, онме го направија 30-35. Мамирош, една ничин евро ке шпејате морин, тепер, вете мујтин таке на пасар, ај пар на ком šta da bjet, ај толу богор ćeš pin. Če napraš šerka ujtiće, tja fontana ka paruj, pen toli. Ај ćeš bojta ujti. Jer nad vodovod ti во Вруток кај изворот, над водовод je gradeni se hoteli, moteli, над водовод. Кај ода тија весиња, тија купатила, разбија. И додека граѓаните повеќе не се сигурни во кого да веруваат, се случува дополнителен запрет. Општината има најмено приватна компанија од Струмица, која врши редовно следење на квалитетот на водата. Javove të fundit kemi pas disa herë situata të këtilla, situata të cilat bazohen në analizat të cilat i bën kompania e cila është angazhuar nga ana e ndërmarrjes komunale të Gostivarit. Këto rezultate herën e parë ashtu siç ishin të transmetuara nga kompania private, ashtu edhe u vepru në bazë të tyre. Но кога ќе се открие загадување на водата, обврска да прави испитување има и локалниот центар за јавно здравје. Paralel me ato, mostra janë marrë edhe nga qendra për shëndet publik, të cilët treguan se ujti është i pishëm dhe nuk ka mangan në sasi të palejueshme. Kështu që u paraqit të them një dilemë rreth asaj se cilat rezultate janë të sakta. Unë personalisht
më tepër i besoj institucioneve relevante, në këtë rast qendrës për shëndet publik. E njëjta gjë u përdoftua dje sërish mostrat të cilat i mori qendra për shëndet publik Gostivar edhe Shkup, dolën të mira, do me thonë ujti është i pishëm dhe mund të përdoret dhe nuk ka sasi të palejuara të manganit në të. Па бидејќи резултатите на државните органи не ги потврдиле наодите на приватната компанија, градоначалникот Лимани решил да ја разреши дилемата со наредба до директорот на јавното предпријатие Комуналец да го раскинат договорот со приватната лабораторија про анализа од Струмица. Unë nuk du të prejudikoj se ka ndonjë prapavi, mirë po realisht thash se kam dyshime në vërtetësinë e rezultateve. Tash ajo për pse ndodhe dhe kush është shkaku nuk e di, mirë po ja edhe sot u përdoftua edhe mostrat e treta të cilat i ka marrë qendra për shëndet publik janë të mira, andaj dje në bazë të mostrave të cilat tregojnë se ujti është i pishëm, unë kërkova nga drejtori i ndërmarrjes komunale që të ndërmerr masa dhe konform rezultateve të cilat i kemi, bashkëpunimi me atë kompani private është prish dhe tani të që analizat e ujit do të bëhen nga ana e qendrës për shëndet publik Gostivar. Од јавното предпријатие Комуналец за 360 степени потврдија дека го раскинале договорот со приватната лабораторија согласно упатствата од градоначалникот. Me laboratorinë që deri tani i ka bërë analizat, kemi shkëput kontratën, nuk do të vazhdoj do me thonë t'i bëj analizat, për shkak se gjitha laboratorit tjera dalin se është në rregull, ndërsa prej asaj laboratorie na dalin problem. Diku prej fillim që i ka bërë analiza deri tani, prej kur e ka kontratën, janë bërë diku rreth 3 analiza. Prej këtyre 3 analizave gjitha kanë qenë do me thonë që mos pijet ujë. 360 степени ја контактираше и приватната лабораторија про анализ од Струмица. Раководителот Зија Саидов ги отфрла тврдењата на локалната власт во Гостивар и вели: ние сме акредитирана лабораторија со најсовремена опрема и методи. Значи, ние стоиме зад нашите резултати, а општина Гостивар, ако на градоначалникот и на директорот на комуналната на општина Гостивар не им е од значење животот и здравието на населението од Гостивар, на мене ми е стварно значању, бидејќи имам пријатели, роднини, другари што работат и да немам роднини и пријатели, значи ние сме за таа работа, значи да контролираме водата за да има почиста вода. Според Саидов, гостиварската локална власт треба да го најде и острани вистинскиот проблем, а не нивните анализи. Они треба да се ангажират и да стручно да видат што и како може тоа да го решат. Не е решен проблемот со раскинување, со договорот со проанализ. Значи, јас кажувам и стоам позади анализите и резултатите, значи водата не е за пиење. Додека не излеват добри резултати, значи водата не е за пиење. Да не остане судирот само на релација општина приватна лабораторија, во дебатата веќе е вклучен и Центар за јавно здравје од Тетово. Тамошниот раководител на Оделението за хигиена и здравствена екологија, Радко Давидовски, кој патем и советник од редовите на ВМРО ДПМНЕ во општина Тетово, за Телма изјави: Нашите резултати ги потврдуваме во лабораторијата од Лондон. Така да верувам во нашите стручни служби, во нашите технолози, специјалисти кои ги вршат анализите и знаејќи дека Гостивар не е манганогено подрачје, предпоставувам дека или се случил, сега ја шпекулирам, или се случил некој инцидент, или пак не се точни резултатите од лабораторијата. На гостиварци за сега им останува само да ги чекат новите информации од локалните власти, дали смеат или не смеат да ја пијат водата. Сосема друго прашање, според разговорите што ние ги направивме со жителите, е дали ќе им веруват.
Имаме уште содржини. Предходниот викенд рекордни 13.440 учесници трчаа во некоја од дисциплините на Скопскиот маратон. Некому му е важно да победи, некому само да ја заврши трката, а на една група луѓе им беше важно маратонците да испратат и порека против корупцијата. Зашто станува збор? Од Галена Николовска-Ризвановиќ. Пријавени на долгата или кратката трка од 5 километри, штафетата или полумаратонот, голем број од илјадниците учесници на Скопскиот маратон поминаа невообичаен тест да откријат какви способности имаат во борбата со корупцијата. Ден пред трката, учесниците, но и оние дојдени за поддршка, решаваа квиз со неколку едноставни прашања на тема каков антикорупцијски шампион си. Имаш едно прашање за што ќе направиш ако некој твој другар даде мито за побрзо да добие возачка. И јас на тоа прашање одговорив да му објаснам дека тоа не е добро. Кога ќе се сретнеме со корупција, како би реагирале? Дали ако некој наш пријател е тој што ја прави корупцијата или некој друг, како би постапиле ние во таа ситуација? Дали ќе кажеме на него да му кажеме да не го прави тоа, дека не е коректно, дека тоа се потенцира всушност, се продолжува, се иницира корупција. Во зависност од одговорите, резултатите беа поделени во 3 категории: истражувач, едукатор или мобилизатор. Спаднав дека сум едукатор. Што значи тоа? Тоа значи дека веројатно го разбирам добро концептот на корупција, како треба, како не треба и дека сум таа што шири свест и ги едуцира останатите. Што мислите генерално на темава за корупција? Колку реагираат? За жал, недоволно сметам, меѓутоа се надевам дека со вакви кампањи, со помлади генерации, похрабри, дека сите масовно ќе се охрабриме да ги пријавуваме со надеж дека некој ќе реагира за истите. Реално и едукатори. Стигнавме до ниво да можеме да бидеме свесни, да веруваме дека во образованието лежи нешто што треба да се направи. Што мислите генерално за активноста и колку граѓаните треба да реагираат? Ниска е свеста, но треба да биде на некако поинакво ниво, но за тоа треба доста обуки и информативни центри за да се случат тие промени. Како поминавте на квизот, каков антикорупцијски шампион сте? Па ете ги потикнувам другите да не направа такво нешто, во смисла да се внимава, да не се прави корупција. Антикорупцијски мобилизатор пишува тук. Што значи тоа? Па што значи окружувањето да го поттикнувам да не ги прават тие работи, пошто јас не правам, сакам никој да не прави. Мислам дека треба заедно да бидеме вклучени во иницијативите за антикорупција, бидејќи само со честност и транспарентност би го направиле нашето општество подобро. Ќе ви одземе 2 минути, а ќе биде забавно. И можете да си ги споредите резултатите. На тестот немаше точни и неточни одговори, па за сите кои го решија следуваше подарок. Ви благодариме на вашето учество. Можете да си одберете помеѓу чорапчија како подарок или пак стегач за рака. Активностите беа дел од програмата Граѓаните против корупцијата, која ја спроведуваат неколку граѓански организации со поддршка на USAID. Идејата е да се намали апатијата и да се поттикнат луѓето што повеќе да препознаат и пријавуваат случаи на мито и корупција, вели проектната координаторка Снежана Камиловска-Трповска. На овој начин сакаме да видиме како пред се самите они се перцепираат, која е најголемата претпоставка за тоа што можеме да очекуваме од граѓаните во иднина во делот на борбата против корупцијата, а и преку еден едукативен начин, забавен, да можат и они да перцепираат што навистина значи борбата против корупцијата. Освен квизот, граѓаните добиваа информации каде може да пријават корупција. Една од алатките за кои се едуцира беше апликацијата Реагирај. Апликацијата сама ги наведува имейл контактите на институциите до кои што ова барање ќе биде доставено. Во моментот на апликацијата се достапни 2 опции: барање за одговорност поради состојбата со пожарите и за тоа како се трошат парите на родителите во училиштата. Граѓаните чувствуваат дека навистина е тешко тие директно да комуницираат со институциите. Ние сакаме да им го олесниме пристапот и затоа ние ги наоѓаме имейл адресите на навистина одговорните лица, го составуваме текстот врз база на тоа што граѓански организации или медиуми го нашле
како проблем го составуваме во форма на барање или за одговорност, или за нови правила, за подобрување на работата на институциите и им даваме начин, можност на граѓаните всушност да се приклучат во борбата против корупција, доколку сметаат дека тоа вреди, да навистина со само неколку кликови да испратат мејл. Во неделата на денот на маратонот, пунктови за поддршка на тркачите имаше и карван од граѓаните против корупцијата. Едниот, информативен, беше поставен на плоштадот во Скопје, а тимот имаше и своји учесници кои символично ја носеа пораката до целта за финиш без корупција. Да се обидеме на сите можни начини, дури низ овој процес што на многумина им личи како забава и треба да биде, да покажеме дека луѓето стварно треба да застанат заедно против овој општествен проблем број 1. Маратонците ја газеа корупцијата пред Министерството за правда, а вториот пункт за бодрење беше поставен на булеварот 3-та македонска бригада во близина на Тутунскиот комбинат. Тука пред нас има фигуративно ја газат корупцијата, им се заблагодаруваме за тоа и мојата лична порака што од сите овие овде напишани ми е, да кажам, најомилена, е да бидат истрајни, да издржат и да не запираат како истрагите за корупцијата. Пораките стигнаа до маратонците. Тие ја истрчаа својата трка и некој побрзо, а некој побавно успеаја да дојдат до целта. Финалето на секоја наша емисија е за рубриката Саботажа. Да го видиме нејзиното ново издание. Иако во сосема неочекувано време и кон најнеочекуваниот човек, благата душа на премиерот доаѓа до израз. Наспроти сите употребени епитети низ годините, евидентно е дека наместо да се свитка кон левата рака за која се тврдеше дека пика во десниот джеб, се подава десницата за прошка. Ке собратам и Али Ахмети. Во овие 23 години постепено, но сигурно се претвори во ништо повеќе од обечен криминалец. Реформираја партијата. Мојата нова желба да ја ослободам Македонија од тебе и од тие неколкумина криминалци околу тебе ќе се случи. Ишисти ги криминалците од твоите редови. Ке ти помогнеме и ние во тоа. Желбите тешко се остваруваат исто како и ветувањата. Можеби човек треба да се држи за збор, ама само тогаш кога однапред било јасно дека тој ќе биде исполнет. Оправдувањето дека некој некому намерно му лепи нешто што не е кажано е само обид за ослободување од верифицираната невистина. Никогаш нема сама да употребам Република Северна Македонија, нема. Има такви видеа од поединци. Видејќи државата сега тие ја нарекуваат Северна Македонија, нема. Сега и тогаш, кога ги монтирале тие видеа и за претседателката и за мене, ние никогаш тоа име нема да го употребиме, барем јас, држете ме за збор. И тогаш и сега истото го зборувам. Нема. Мојата држава, Република Северна Македонија, нема. Република Северна Македонија. Ништо поарни не се нивните опоненти. Иако може да звучи злонамерно и кажано како израз на револта од поразот, не е далеко од вистината тврдењето дека наместо ресет и дисконтинуитет во СДСМ е на сцена само нова епизода во истата серија. Знаете како тоа е као имате некој производ во маркет, луѓето не го купуваат и ви викате како се ништо ќе го препакувам, истиот ќе го оставам пак, веројатно ќе почне да го купува. Нема го пак. Периодот изгледа не е поволен, на тоа веројатно и така ќе остане. Познавачите на движењата на звездите и нивното влијание се децидни дека во односите со Бугарија барем сме на добар пат. Тоа го покажуваат наталните карти и на Македонија и на ЕУ. Знаеме дека Македонија, бар ја имам, но никој нема стајна членка на ЕУ, не за друго, бидејќи ЕУ е нечекор пред вас. Тогаш можеби е дојдено време за свртување на курсот.
Тоа што Орбан е на линија со Путин не е толку голем проблем, ама загрижува фактот дека рускиот амбасадор се рашетува во собранието и низ општините. Јас последно го видов на една слика со пратеници од една опозицијска политичка партија која што во последно време делува во коалиција со така наречениот Европски фронт и со СДСМ. Тоа дали значи дека и Максим Димитриевски веше оди на тој правец? Па не би рекол, не би рекол. И на крајот, по Куманово ќе се учи руски јазик, ама на други места устата не може ни да се исплакне. Ја не сум на власт. Вие сте на власт. Зошто Струмица нема вода за Тоа е пиење? локален проблем. Не. Зошто Струмица нема вода за пиење? Ти си на власт. Кажи на граѓаните, зошто нема Струмица вода за пиење? Вода за пиење нема. Политичарите ги трошат сите количини, за да го бањаат народот. Гледавте 360 степени на првиот канал на јавниот сервис. Ќе се видиме повторно в понеделник во 20:15. Пријатно.